Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски изврши увид во градежните активности за изградба на систем за водоснабдување на граѓаните на село Љубанци и село Љуботен. Историски проект изградба на водовод за Љубанци и Љуботен е реалност. Поставени се 400 метри цевковод на двата крака на трасата Вели Костовски. Истовремено се поставуваат цевки на вториот крак на водоводот на резервоарот Љуботен. Владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски обезбеди 110 милиони денари за реализирање на еден од најголемите капитални проекти – систем за водоснабдување на селата Љубанци и Љуботен со чиста вода за пиење од градскиот водовод, известуваат од општината. Градоначалникот Костовски изрази голема благодарност до председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицкоски и вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски за големата поддршка за овој исклучително значаен проект. Започнува еден од најважните проекти за Дексион, нова современа детска градинка изградена по највисоки европски стандарди за безбедност, пристапност и енергетска ефикасност, информираше градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Ова е втора градинка која ја започнуваме во мојот мандат. Во периодот пред нас планираме изградба на уште 3 нови објекти за најмладите жители на Ѓорче Петров. Објектот е со површина од 900 метри квадратни, 6 групи и капацитет од 120 деца, истакнува Стојковски. На почетокот на изградбата на новата градинка во Ѓорче Петров присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски. Ја користам оваа прилика да му честитам на градоначалникот, на советниците, на администрацијата и на претениците кои што доаѓаат од овој дел на Скопје за залагањето, за трудот и за амбицијата да тоа кое што представува акутен проблем, би рекол тоа е обезбедување на услови за дечињата да бидат сместени во градинките да се решава, истакна премиерот Мицкоски. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска-Трајковска информираше дека од утрово во координирана заедничка акција на општина Кисела Вода, јавното предпријатие Паркови и зеленило и јавното предпријатие Комунална хигиена се спроведува големо чистење на јавните површини на територија на општината. Акцијата го опфаќа потегот од крстосницата помеѓу народни херои и булеварот Борис Трајковски до кружниот тек во населбата Драчево. Хигиената во општина Кисела Вода мора да биде на високо ниво. Ваквите координирани акции ќе станат редовна пракса, бидејќи грижата за јавниот простор е наша обврска и одговорност, вели Стаменковска-Трајковска. Грижата за чиста и уредна општина не завршува тука. Таа ги повика граѓаните да внимаваат на хигиената, да не фрлаат отпад и да се однесуваат одговорно, затоа што, како што вели градоначалничката, Кисела Вода е нашиот дом. Општина Центар спроведува интензивни инспекцијски контроли на градилиштата низ целата локална самоуправа, информираше градоначалникот на општината Горан Герасимовски. Во изминатиот период извршени се надзори на 30 градилишта, при што се изречени 24 казни од различни прекршоци, меѓу кои незаконско зафаќање јавни површини со градежен материјал и валкани гуми. Санкциите се движат од 1300 до 1800 евра, информираат од општината. Герасимовски порача дека локалната самоуправа ќе реагира на секое нарушување на јавниот простор и безбедноста на граѓаните. Континуирано спроведуваме надзор на активните градилишта во општината. Сите што ги прекршуваат прописите и го узурпираат јавниот простор ќе се соочат со соодветни мерки. Наша цел е да обезбедиме уредена средина за граѓаните, истакна првиот човек на општина Центар. Од општината додаваат дека редовните контроли се дел од пошироката заложба за спречување бесправна градба и заштита на заедничкиот простор. Градоначалникот на општина Газибаба синоќа пред полноќ сподели дека бил заедно со екипата од јавното комунално предпријатие Газибаба, која секојдневно го поминува на терен, низ малата, улиците, селата и секоја населба на општината. Ова се луѓето што не ги гледате секогаш, но секогаш се тука да помогнат, да уредат и да направат разлика. Започнавме акција за обележување на пешачките премини во автокоманда. Работа која значи безбедност, ред и почит кон секој наш граѓанин, вели Стевковски во објава на социјалните мрежи. Првиот човек на Газибаба посочува дека ги посетил за лично да им оддаде признание за се што прават за општината. Што ми расуте
Вечно ќе ја